Вечерно сме тука по уште еден повод во режија на општина Картош. Промоција на победниците на конкурсот за фотографија на тема 2 и отварање на изложбата на наградените филми. Вие сте прво наградениот на отворениот конкурс што го организираше општина Карпош. Значи, со оглед на тоа дека сте сепак професионален фотограф, претпоставувам дека, иако сте професионалец, представуваше ова можеби еден предизвик за вас. Да, секако. Јас учествував лани има втора награда, годинава добив прва награда. Секако сега во фотографијата веќе се изместени некои вредности, повеќе нема јасна дистинција која е уметничка фотографија, која е фоторепортерска. Иако добитничка фотографија уствари е малце повеќе репортерска, пошто е доловен некој момент. Естетиката е таа, мислам, фотографијата или е добра или е лоша. Каде е направена оваа фотографија? Ова уствари Што представува? името на фотографијата е Слобода. Универзално име. Едноставна е фотографијата, е уловен момент, сиромашно дете трча е во воздух, а исто птица што од другата страна како спротивност на детево е уствари компарацијата спрема зададената тема на това. Како член на жирито претпоставувам дека имавте полни раце работа со оглед на бројот на фотографиите кои беа доставени по повод овој конкурс. Кои беа главните услови за да една фотографија добие прво, второ, трето место и сето тоа така убаво да се градира? Па добро, ние профилиравме три вида на услови, критериуми за избор од таа бројка од 150 колку беа предложени фотографии. При тоа одевме да како прво бидат технички формално коректни, значи секој кандидат да ја го знае горе-долу занаетот, да прави коректна фотографија и во поглед наоштрина, во поглед композиција, во поглед на пластичност на изразот. Значи тој формално технички аспект беше онај првиот, да речам, селективен момент, потоа е изразниот момент да се понуди во рамките на една техничка формална коректност добар израз, значи една експресија на виденото на гледката и на крајот да може понудената тема да се транспонира во еден така задоволителен символички манир. Во комбинација на тие три, да ги речам, основни критериуми, направивме селекција прво на 30, кои што требаше да дојдат на изложбата, значи од кои што требаше да ја подготвиме изложбата, и потоа од тие 30 направивме една селекција од прилика десетина, од кои што ги избравме трите наградени. Убаво е на оваа изложба да се види еден млад, можеби иден талент и можеби човек кој ќе се занимава професионално со фотографијата. Колку за тебе значи ова што твојата фотографија најде место на оваа изложба? Па, ова за мене многу значи, особено затоа што ова ми е прва награда и прв конкурс во кој што учествувам и затоа што фотографијата за мене значи многу. Да. Која е темата на оваа фотографија, што символизира, каде ја направи и можеби дали имаш повеќе фотографии токму се одлучи ова да биде твој репрезент? Да, имам многу повеќе фотографии. Немаше да успеам да ја направам без помошта на моите другарки. Се спремавме еден ден, затоа што дознав за конкурсот неколку дена пред да заврши. Се спремавме и треба да символизира два, токму тоа што е темата. Да. Планираш и понатаму да се занимаваш малку поактивно со ова и се разбира доколку има вакви изложби би била присутна со твои дела и се разбира дали ќе има можност и да добиеш некоја награда? Да, се разбира дека сакам да учествувам и на сите кои што би можела ќе учествувам.